Благодарам, почитувана подпредседателке. Почитувана колешке, дозволете да се сложам со вас дека владата е испаничена од фактот дека оние 90% средношколци кои што се запишаа во високо образование, сега веќе после 4 години од тој проект Знаењето е сила, знаењето е мок, ќе се најдат на вратите на Агенцијата за вработување, за нив ќе нема место. Но не само тоа, дополнително и самиот факт дека економската состојба е се потешка, дека има пад на индустријското производство, дека има се поголем број на отпуштања и во приватниот сектор, направи паника во редовите на владата и овој предлог закон е начин на кој што решија да се справат не со невработеноста, туку со невработените во Република Македонија. Овој предлог закон што денеска го разгледуваме, всушност представува гума за бришење на невработените од списокот на Агенцијата за вработување. Самиот факт дека толкава паника и нервоза се направи и кај председателот на собранието и кај членовите на владачкото мнозинство, што се обидуваме на сите можни начини да го задржиме донесувањето на ваквиот закон, покажува дека и тие се свесни колку е тој штетен и колку е подобро за нив на мала врата да го избуткаат. Она што всушност се прави со овој предлог закон е наметнување на еден куп причини заради кои што еден невработен би се избришал од листата на Агенцијата за вработување. Или во член 59а се вели дека невработеното лице е должно лично да се јавува во агенцијата на секој 30 дена и да докаже дека активно барало работа во последниот месец. Ај што ги оптоваруваат да се појавуваат лично во Агенција за вработување, што е дополнителен трошок за секој невработен, без оглед дали со автобус или пешки ќе оди до таму. Туку треба да докаже дека активно барало работа во текот на изминатиот месец. Како? Ќе бара од работодавачите да му дадат потврда дека бил на интервју за работа? Или можеби ќе се слика пред секоја фирма во која што ќе влезе да оди на интервју за да најде работа? Понатаму вели дека секој лице кое што нема да исполни обврската од став 1 на овој член во рок од 30 дена по истекот на рокот на јавување утврден во индивидуалниот план за вработување се брише од евиденцијата. Невработено лице кое што е упатено кај работодавач заради вработување и не се јави или одбие да заснова работен однос, значи ако условите кои што работодавачот ги нуди не му се соодветни ниту на образованието, ниту на тоа што може да го одговори и го одбие работното место, повторно ќе се избрише од евиденцијата на невработени. Невработеното лице кој не ги почитува преземените обврски во индивидуалниот план за вработување се брише од евиденцијата. И да не набројувам, има уште 4-5 става во членот 59а, кои што се како причина зошто невработено лице ќе се избрише од евиденцијата на невработени.